студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Министерството за внатрешни работи утрово информира дека се лажни сите дојави за поставени бомби во училиштата во Скопје и Куманово кои пристигнале во текот на вчерашниот ден. Во СВР Скопје и СВР Куманово вчера околу 18 часот пријавено било дека на имейл адресите во 30 училишта во Скопје и 17 училишта во Куманово пристигнати се пораки за наводно поставени експлозивни направи во училиштата. Веднаш се превземени соодветни мерки и активности, извршени се потребните проверки и утврдено е дека се работи за лажни пријави, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во текот на вчерашниот ден, додека траја проверките, сите училишта беа евакуирани, а наставата во училиштата беше прекината. Министерството за внатрешни работи ОЈО Скопје утрово поднесува и кривична пријава против поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство и уште 6 лица вработени во агенцијата за проневери при работењето. Според пријавата, поранешниот директор на АХВ Зоран Атанасов примал повисоки дневници за патување од тие што му следувале и со тоа осомничените нанеле штета на буџетот на агенцијата. ЗА во својство на директор на Агенцијата за храна и ветеринарство во периодот од 2017 до 2020 година во повеќе наврати со намера противправно да прибави за себе парични средства кои му биле доверени во службата за службени патувања во странство на кои истиот присуствувал, примал дневници во висина од 50%, иако согласно уредба за изменување на уредбата за издатоците на службени патувања и службени патувања во странство, требало да прими само 20%, бидејќи трошоците за сместување и исхрана не паѓале на товар на институцијата. ФМ во својство на заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, со подпишување на решенијата за одобрување на службени патувања во странство, му помогнал на ЗА противправно да ги присвои парите, а ЛА, АР и ЕТ во повеќе наврати, спротивно на наведената уредба, изготвиле решенија за одобрување на службено патување во странство на име на ЗА, врз основа на кои решенија АБ и АБ одобриле исплаќање на паричните средства врз основа на претходно изготвените решенија, иако знаеле и биле свесни дека решенијата не се донесени согласно уредбата, постапиле по решенијата и му ги исплатиле парите, со што му помогнале на ЗА да се стекне со противправна имотна корист во вкупен износ од 62.530 денари, а на штета на буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Јавното предпријатие Комунална хигиена од денеска е без директор откако Рустеми вчера поднесе оставка. Неговиот адвокат тврди дека оставката не ја дава зашто се чувствува одговорен за ситуацијата со сметот во Скопје, туку за да не влијае врз истрагата. Од вчера Рустеми и раководителот на секторот за отпад Аким Сеити добија 30 дена притвор. Судија на претходна постапка го прифати предлогот на обвинителството дека може да влијаат на сведоци или да го повторат делото односно загрозување на животната средина со отпад за кое и се сомничат. Адвокатот на Рустеми вели дека имаат голем број на докази со кои ќе докажат дека сега веќе поранешниот директор превземал действија за обезбедување на потребната механизација, барање поголеми ресурси како и вработување, но не му било одобрено од управниот одбор. Во одбрана на директорот Рустеми застане скопската градоначалничка Данила Арсовска, која и го постави на оваа функција на почетокот на годинава. Двајцата осомничени се товарат за загрозување на животната средина со отпад, а зависно по кој член се товарат, ако казната затвор, доколку се утврди дека се виновни, е од 1 до 10 години затвор. Според обвинителството, заедно постапиле спротивно на законот за управување со отпад, со што овозможиле во текот на месецот да се создадат мали депонии на јавни и сообраќајни површини, со што предизвикувале оштетување на квалитетот на воздухот, почвата и водата, како и здравјето на граѓаните.
Партиите и кандидатите имаат уште 3 дена за промоција на програмите со која бараат довербата на граѓаните. ВМРО ДПМН денеска ќе одржи митинзи и средби со граѓани во Крушево и Дебарца. Лидерот на партијата од вчерашниот митинг во Кичево ги повика граѓаните масовно да излезат во вториот круг. Мицкоски и кандидатот Јовановски се осврнаа на скандалозните видеа од неморално и криминално однесување на против кандидатот и актуелен градоначалник Фатмир Дехари од Дуј. Дали сакате Кичево да биде домакин на блуд, разврат, криминал и уцени? Заборавете на етничката припадност. Сетете се на вашите керки, на вашите внуки, дека некоја од нив може да биде жртва на овој човек. Затоа кога ќе го имате пенкалото во рака, верувајте во вредности, не во басни, не во приказни. Заборавете на нешто што некој ви кажува дека се случило пред 4, 5, 6 децени. Верувајте на оние кои што ви кажуваат што ќе се случува за 4, 5 децени од денес. Заборавете на оние романтични приказни што некој ви ги кажува за некое измислено минато кое што никогаш не се случило. Верувајте на иднината која што сите ние заедно, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и останати ќе ја градиме. Какви снимки изнаслушавме, какви видовме. Верувајте, пак ќе повторам, не сакам никого да нападнам, меѓутоа ние како граѓани тоа не го заслужуваме. Лидерот на СДСМ Винко Филипче пак вчера ги повика граѓаните од Лозово да го поддржат нивниот кандидат за кој вели дека докажал како се работи честно и посветено. Со актуелниот градоначалник буквално ништо не се случува. Никаква инвестиција, никаква капитална инвестиција, никакво продолжување на близу 50 на проекти кои што во тоа време останаа незавршени. Така да сум прилично сигурен дека граѓаните ќе може да ја почувствуваат разликата, знаат што значи да имаат градоначалник кој работи отворено, транспарентно, која предува општината, кој го прави животот полесен, попријатен и поубав тука, каде што своје место наоѓаат и младите, пензионерите, земјоделците, сите категории на граѓани кои живеат во ова општина, наспроти ова што сега се случува изминатите 4 години, а тоа е апсолутно ништо. Најмалку во секое населено место најавувам уште по еден капитален проект, горлив проблем на нашите сограѓани. Дали тоа е водоснабдување, реконструкција на училишта, водоводи, канализации, пристапни патишта, сето тоа ќе биде со нас. Ние не се служиме со празни зборови, туку со конкретни проекти и конкретни дела, токму тука од терен. Затоа испраќам од село е креново пораката дека ние сме таа коалиција која гради и променува. Навистина Крушево се гради и променува секој ден. Со засилено полициско обезбедување дронови во близина на избирачките места, МВР ќе го обезбедува и вториот круг од изборите. За ова информираше директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, откако оствари средба со раководството на сите градови каде што ќе се одржи вториот круг од изборите. На состанокот биле разгледани безбедносните состојби на терен, предизвиците и активностите кои полицијата ги превзема во пресрет на изборниот ден. Според директорот Јанев, обврската на полицијата е јасна: да обезбеди мирен, безбеден и демократски изборен процес, при што се превземаат сите неопходни мерки со цел граѓаните слободно да го остварат своето демократско право на глас, без притисоци, страф или закани. Воедно беше истакнато дека нема да постои толеранција за ниту едно незаконско дејствување, а секој обид за нарушување на изборниот процес ќе биде санкциониран со брза, професионална и одлучна полициска реакција. Како и во првиот изборен круг, полициските службеници ќе бидат соодветно распоредени во близина на избирачките места и на сите потенцијално ризични локации, а безбедносните активности ќе бидат засилени со користење на модерни технички средства, како и воздушно наблюдување со дронови, информираат од полицијата.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова престојува во работна посета на Француската република по повод учеството на 8-то издание на Парискиот мировен форум. Според најавите, Силјановска-Давкова денеска ќе присуствува на отворањето на форумот кој што годинава се одржува на тема нови коалиции за мирот, луѓето и планетата. Таа ќе говори на сесијата важноста на регионалната соработка на Балканот за идните генерации, на која ќе се дискутира како подлабоката регионална соработка може да создаде конкретни можности за младите преку заеднички инвестиции во образованието, мобилноста, иновациите и социјалната инклузија. На сесијата ќе се разгледа и како ангажманот на младите може да стане столб на демократската обнова и интеграцијата во Европската унија. Председателката исто така ќе присуствува и на вечерата која што во чест на високите гости на Парискиот мировен форум ќе ја приреди председателот на Франција Емануел Макрон. Парискиот мировен форум, основан во 2018 година, е меѓународна платформа за унапредување на глобалното управување, мирот и соработката, информираат од кабинетот на Силјановска-Давкова. Текстилната индустрија полека згаснува, а работниците остануваат на улица. Само изминатите 3 месеци во Штип се затвориле 4 конфекции. Модни брендови банкротираат, други се иселуваат во земјите од средниот и далечниот исток, а текстилната индустрија едва се држи на нозе. Состојбата е слична во сите индустријски гранки, тврдат од Гласен текстилец. Под удар е приватниот сектор, треба да се донесат мерки кои што ќе бидат и во корист на работниците и во корист на компаниите. Меѓутоа тоа до сега не го гледам. Работниците се во незавидна положба, бидејќи некои не се членови на синдикат, дел од фирмите се со странски управители, кои раководат со машини под кирија и изнајмен простор, па многу лесно ставаат клуч на врата и си заминуваат. Просечната возраст на работничките во текстилната индустрија во Штип е 45 години, но многу посериозно е на крајниот исток од земјата, каде просекот на староста на текстилките е 55 години и многу тешко можат да најдат ново вработување. Тоа го зборам постојано, тие жени ќе останат без уште неколку години има до старосна пензија и во меѓувреме остануваат под агенцијата за вработување и го земаат тој надоместок во случај на привремена невработеност, тие кои што ги следува, кои што останале без работа, меѓутоа што попосле. Тоа е некој период од година, година и пол, кој што можеш да ги земаш тој надоместок, да имаш за тој период здравствено осигурување, меѓутоа што по тој период, каде ќе бидат вработливи. Само во Штип изминатите 3 месеци се затворија 4 конфекции, а вработените останаа и без плата и без работа. За Сител, Трајан Ристовски.